По неколкуте промашувања пред голот на Ристовски, буквално во последната минута Досев од левата страна со силен удар го постигна победоносниот гол на домашните, што значеше 2-1 за Рудар и 2 нови бода. Во 30-та минута Милосовски направи успешен продор по десната страна, шутираше, топката се одби од гредата, но во прав момент натрча Досев и со глава од непосредна близина зголеми на 3:0. Иницијативата пак ја има домашните. Во 72-та минута Рудар го постигна единствениот гол на средбата со кој ги освои двата бода. Нунев милиметарски го проигра Досев, кој веднаш од околу 18 метри упати силен и прецизен. Во 16-та минута Рудар дојде во водство. Стрелец на голот беше вредниот Давидков. Биеше од голема далечина, прецизно. Откривањето на резултатот многу не се чекаше. Во 18-та минута наводните играчи на Рудар, Милосовски, Досев и Герасимов изведоа брза и добра акција. Топката дојде до Давидков, кој од неколку метри биеше прецизно во голот на ФЦУ, доведувајќи ги домашните во водство од 1:0. Само 5 минути подосна офанзивната игра на Рудар вроди со плод, а резултатот веќе беше зголемен на 2:0. Овој пат брзиот Ангеловиќ во празно го проигра голџетерот Давидков, кој како шило се проби меѓу двајца противнички играчи и стрелаше непогрешливо, а голманот на гостите Јовановски беше немоќен. Во вториот дел домашните наполно имаа иницијативата, играа отворено и создаваа шанси, наспроти гостите од Скопје, кои се бранеа спасувајќи што може да се спаси. Во 60-та минута пак на сцена стапи воредниот Милосовски, итро проигрувајќи го расположениот Рударов голџетер Давидков, кој зголеми на 4